Да, многу ми е драго кога треба да најавиме нешто убаво, што вечерва се крчка во Македонската филхармонија. Сет да ја слави љубовната симфонија на целиот Балкан. Ја имаме на линија, вака од Македонската филхармонија, пред пробата, Дијана и Мери Илковска. Добро утро, се надевам дека се слушаме и дека се гледаме и да ни кажете како стојат работите, дали почнаа веќе музичарите да влегуваат на сцената на своите места за последната проба. Телевизија Телма. Подготовките се во тек, денес е во тек е генералната проба за вечерашниот концерт. Возбудата е на ниво, можам да кажам. Јас сум моментално во бекстејџот затоа што во салата веќе се спремаат, музичарите се местат, така што е малце побучно, а за да се чуеме морав да се тргнам во една од канцеларија. Така. Вечер ќе се случи многу убав концерт, сите кои што успеа да си набават билет, гарантирам едночасовно уживање, тие што не се набават. Јас не ве слушам, но се надевам дека гледачите ве слушаат. Значи, најубавите љубовни теми кои доаѓаат од народностите кои живеат на територијата на Балканот. Тоа беше некакво задолжение за вечерашнава маестра, но и она која што се погрижи за аранжманите. Велите, за прв пат ќе видите во оваа улога, иако ова не ви е нова вам улога, но веројатно тоа повеќе го знаат луѓето од светот, да речеме, на класиката, а не од оваа музика која што би била повторно би не собрала сите заедно како Балкан на едно место вечерва во Македонската филхармонија. Добро познати. Еве, ќе наборам неколку. Жуте дуње, ајде дали знаеш памети жмилице. Ајде да не ви откривам превише, да има нешто и за вечер. Значи, предизвик беше да се направат тие познати рефрени, да зазвучат за симфониски оркестар, сепак во еден класичен стил на изразување кој што јас претежно го работам. Огромен, но во исто време Не знам, се случува. Аха. Дали е се во ред со тонот, Дијана, само тоа, веројатно имаме некакви проблеми или јас само не ве слушам. Не знам, ќе ми кажат од режија како стојат работите, но еве во мигов гледаме и дел од една нумера од една од пробите, веројатно е ова од вчера, постирано е од вас пред 11 часа. Она што не го кажавме на почеток, нели, од голема возбуда или за да ве нели за да заврши овој муабет, па вие да цитирате последна проба, нели, заедно со целиот оркестар и сите солисти. Двајца исто така одлични луѓе како солисти, значи првиот е Васил Хаџиманов, а вториот е Божо Вречо, значи едниот од Србија, другиот од Босна и Херцеговина, нели, доаѓаат на сцената на Македонската филхармонија да ја заокружат оваа убава ваша приказна за љубовта. И сега прочитав овде во меѓу прашањата од нели од моите колеги новинари, вели дали ви беше тешко тие да ја прифатат, да го прифатат овој предизвик, а вие велите не. Кога им се јавив, веднаш рекоа да. Да, веднаш прифатија, затоа што убава е самата порака која што ја носи програмата, самиот концерт. Од повеќе причини е убава приликата. Претпоставувам дека тоа е нешто што пред се ги привлече. Самите песни, понатаму за секого има по некоја песна во која што ќе се пронајде како народност. Така е. Затоа што и двајцата солисти доаѓаат од територија на Балканов. Така да тие веднаш прифатија на наше огромно задоволство. И откако се тука уживаат и во текот на самите проби, се надевам и вечерва, затоа што нема зошто да не би.
Така е, да. Само да им кажеме на гледачите кои што може би не често биле дел од оние сите настани на кои што вие диригирате. Големиот Урош Лајовиќ за вас ке рече исклучителен талент и диригент кој може да ги оствари сите своји диригентски желби и да направи убедливи креации. Дијана, кога е некој толку голем, кажува за некој од, нели сега не велам дека сте мала, но велам дека сте во можност да им покажете на сите и на светот дека и одовде од Македонија може да се создаваат креации и волшебства во однос на диригирањето, па и зад пултот нели на диригентот да стои жена. Јас сум мала. Суштина сум многу малечка. Кога дојде Божа Овречо на првата проба, влегува во салата и ме бара. И директорката му вика, ова е Дијана, повелете. И он вика, кажа, јас сам очекивал да ќе тоа бити нека грамада, а ја видим ту едну малу мрвицу. Шала на страна, кај Урош Лајовиќ отидов на семинар на мастер-клас, после неколку години после моето завршување на додипломските студии по диригирање, заради тоа што не можев да се остварам тука како диригент и почнав да губам верба во самата себе и ми требаше на еден начин професорот светски калибар Урош Лајовиќ сепак е прекрасен диригент, но е уште попрекрасен професор и надалеку поручуван и познат по тоа. И ми требаше на некој начин потврда. Јас отидов таму да научам многу работи од него, затоа што знам колку поседува тој во него. Меѓутоа, како подсвесно да отидов таму да ми каже дека не ме бидува за ова и да се ја барам среќата на друго место. Меѓутоа, кога отидов таму и веќе на првиот час, тој ми ги кажа овие зборови: вие сте веќе изреден диригент, само ви треба повеќе искуство, вие можете да ги остварите своите креации кога и да сакате, како и да сте замислиле. Тоа од мене имате аманат и ако сте дошле овде да ви кажам дека не ве бидува, па дошли сте на погрешно место. Така што ми ја врати вербата во себе и во она што го работев долги години со голем труд. Така што кога се вратив овде со нова некоја младешка енергија пристапив кон сето тоа, кон она што го работам. Да. Знам дека може ќе има и некоја солза за ова следново прашање. Знам дека ви е многу тешко и на сите нам ни е многу тешко што на толку млади години изгубивме еден прекрасен човек, а е уште попрекрасен диригент. Зборувам за оној кој што ве воведе некаде во диригирањето. Секогаш кога ќе се спомне името и презимето на Саша Николовски Ѓумар, ми се чини дека нема никој кој што го познава, а ќе каже лош збор за него. Уште повеќе е вашата придобивка од тоа дека вие сте го имале на секој час да ве воведе во диригирањето. Тоа е оној, јас би го опишала, иако не знам многу, нели, за тој свет на диригирање, би го опишала за некој кој што со таква волшебна енергија влегуваше во секој проект и кога ќе застанеше зад пултот, тоа беше изблик на емоции, изблик на се нешто од него, како целиот да се внесуваше и живееше со сето она што го создаваш. Така е. Беше чест, вистинска чест да се бидам студент во неговата класа. Тоа го знаев јас уште од првиот ден и само ми се потврдуваше со секое наредно гледање со него, секое наредно зборување за музиката, за уметноста, за книжевност, за се. Тој немаше сфера која што не ја познаваше. Значи, беше шармантен, беше маркантна личност, меѓутоа имаше многу плани на знаење во него. Така што беше чест воопшто да се зборува со него, да се дискутира на тема уметност и музика, а не па да се навлезе длабоко во суштината на музиката, затоа што неговите часови по диригирање беа токму тоа, навлегување во суштината на музиката, на партитурите. Бевме многу слични по карактер и нашата корепетиторка која што часовите по диригирање на факултет се одржуваат на клавир. Нема можност за студентите да работат со оркестар.
нашата корепетиторка Сара Пројковска, ако ме гледа, еве праќам бакнеш. Еве му бакнеш и од нас. Ни викаше, значи, исти сте како иста мајка да ве родила. Бевме многу слични по карактер и по енергија и се пронајдовме како такви и тука, мислам, се разбиравме со поглед што мислиме, немаше ли потреба никогаш да си кажеме тоа што сакаме да си го кажеме. Да, Дијана, во интерес на времето и во интерес на вашата проба, во интерес и на оние програмски содржини кои што ние ги имаме како утринска на Телма, нели можеме да зборуваме уште цел век, уште многу. Мојабетот беше дека веројатно јас верувам во таа енергија која што тој ни ја праќа од горе некаде или од каде и да, и како енергија ќе биде присутен вечерва на еден преубав концерт за љубовта. Јас ви посакувам и да ви кажам и сама ќе бидам дел од овој концерт и навистина се радувам, еве покана и за сите наши гледачи да бидат оние кои што денеска ќе уживаат заедно во севда. Многу љубов, многу севда, многу солзи, но и радосници на сцената на Македонската филхармонија. Дијана и Мири Илковска како диригент и аранжер, тука се и Васил Хаџиманов да ја заокружа таа убавина и заедно со Божо Вричок како еден исклучителен вокал. Дијана, многу ви благодарам и супер проба. И супер концерт вечер, во тоа не се сумневам. Благодарам што одвоивте време за нас. Катерина, вечер се надевам дека ќе уживате и сите кои што ќе да дојдат на концертот вечер. Така е. Да поздравувам сите и се гледаме во некоја следна уште поубава прилика. Така е, да. Убаво рекол Лајовиц, нели? Вие само што почнавте да кажувате што имате да кажете. Поздрав. Се надевам, да. Поздрав уште еднаш од нас и убава проба ви посакувам.